Невладините организации алармираат. Короната и економската криза рапидно го зголемиле семејното и родово базираното насилство. Карантините, принудното долготрајно живеење, под ист покрив со насилниците, се полабилното психичко здравје, како и економската криза, процентот на различните видови насилство врз жените и девојчињата го зголемиле дури за околу 40 индексни поени. До сега имаме обслужено околу 903 жени, жртви на насилство, и имаме дадено преку 2000 услуги, интегрирани услуги, што значи бесплатна правна помош, психосоцијална поддршка, економско јакње, реинтеграција, ресоциализација на жртвите, судски застапувања, упатувања до релевантни други институции даватели на услуги. Она што дополнително загрижува е појавата на новите форми на насилство, како и нивната зачестеност. Сега насилството не се случувало само во домот, туку и на јавните простори, во образовните институции, на работните места или на интернет, преку демнењето. Надежите за сузбивање на овие загрижувачки појави се во измените на кривичниот законник, кој пак во моментов бил во второ читање, а тоа значело дека ќе било потребно уште доста време за тие и реално да профункционираат. Па не можеме да кажеме дека нешто очекуваме, бидејќи измените во законот се процесираат веќе повеќе од 3 години. Од МВР и од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа пак се правдаат дека тие и досега организирано и координирано успешно работеле на оваа проблематика. Координирано меѓу себе во зависност од пријавеното кривично дело или пријавениот кривично правен настав се превземаат сите мерки за заштита на жените и девојчината. Ние досега како надлежен центар никогаш не сме имале проблем да сместиме жртва со се деца, ако се станува збор да има и малолетни деца, и малолетните деца не останале несместени во надлежен шелтер центар. Заради зголемениот број на насилства и се понарушеното психичко здравје кај македонските граѓани, невладината ЕХО покрај пред 4 години отворените канцеларии во Штип и Струмица сега отвори во Прилеп, како центар за Пелагонискиот регион.